Nebojša Трпковски, директор на Средно стручно општинско училиште Моша Пијади од Тетово, продолжува успешната соработка со Институтот за развој на заедницата од Тетово. Имено училиштето како образовен сегмент не е ништо ако не направи соработка со локалната заедница, така да во овој проект продолжуваме да образуваме кадри за столарство, пекарство и праварство. Тие се кадри кои се потребни на општеството во соработка со невладината организација и работодавачи. Успеваме да обучиме кадри кои ќе утре ќе бидат вработливи, кои ќе придонесат до општеството. Јас сум Зенун, професор по стручни угостителски предмети, работам во Моша Пијади Тетово, средно стручно образовно училиште. Обуката што ја одржавме, значи беше за пекари. Многу сме задоволни од интерес од кандидатите. Интересираноста уште повеќе се зголемува и се припремаме за втора обука да ја одржиме во нашето училиште. Јас сум Магдан Зејки, професор по стручни предмети од столарството. Јас сум го водел теоретскиот дел од програмата и сум задоволен од кандидатите. Практичниот дел го водел колега мој Торваја и во делот на практиката значи е добро спроведено сето тоа и сме задоволни значи од страната на теоретскиот дел и практичниот дел и мислам дека кандидатите се задоволни и се надевамо за понатамошна сработка со вакви проекти. Јас сум Насор Синарик, професор по стручни машински предмети, сум вклучен во проектот за правари. Делот од ова е завршено. Јас лично сум предавал теоретскиот дел. Првиот дел е завршен, се надевам дека по моје мислење успешен, за дека ве понатаму ќе продолжиме сме. Здраво, јас сум Ахмет Ахметија, гостивар. Се појавив на оваа обука заради имав интерес, пошто ја работам и ова работа и сакав да научам нешто ново, да научам нешто по-интересно, да се снајдам на група како се работи и сум презадоволен од програмата. Честито се надевам дека ќе ти користи. Честитки. Честитувате мене. За нас како здружение, проектот Урбан Вет навистина представува едно големо искуство, предизвик, но и задоволство што можеме да го имплементираме. Се обидуваме на целната група да дадеме можност да ги развијат своите вештини од областа на стручно образование и обука и истовремено да одговориме на потребите на пазарот на трудот и во нашата заедница. Ова беше само првиот дел од проектот, продолжуваме понатаму, се надеваме дека успешно ќе биде спроведен целиот проект до крај. Уште еднаш би сакале да изразиме нашата благодарност до АСБ Германија, АСБ Австрија и до град Виена за нивната финансиска поддршка и несебичната континуирана поддршка која со совет, со сугестии, со предлози како програмот да се спроведе на најдобар можен начин.